битката за Хирошима започна, за Скопје. Мислам, што му доđe исто. Мислам, онаа Хирошима од 45-та. Скопје 2025-та, Хирошима 1945-та. Веш како има некоја поврзаност. Битката за Скопје започна. Градоначалничките трки. Само имам еден апел, која веќе битката за Скопје започна, до сите градоначалници, до сите советници што ќе бидат од било која партија, особено до новиот градоначалник на Скопје, апелирам, кој да победи во Скопје, во општините, дури ако не е примерот партијата од кај што е градоначалникот, да не се прави до сега како што правеше. Моje мало гомна срало, ваше мало гомна јало. Јас сум сега советник на ова, не ми е од иста партија или од иста коалиција градоначалникот на општината, ај ќе го блокираме, ќе го минираме, ќе му мочаме усупата, ќе му правиме танге, франге, финтици. Истојот градоначалникот нов што ќе биде на Скопје. Без разлика ако некоја општина победи градоначалник што не е од неговата партија, од неговата коалиција. Значи да нема меѓусебни блокирања, за Скопје пак да се давим во смет, пак да горат депонии и сите еднаш да сватат, да ви ебаме ретардираните, дека тоа што блокирате одредени работи за да му направите лошо на одреден градоначалник што во некоја општина не од вашата партија, фактички себе си пукате у колено. Фактички сите го јадеме муро, од вчера со муро е актуелно. Тоа треба да го разберете, да дојдете на тоа ниво на свест. За да не трпиме сите од вашите курназлаци, од вашите суети, од вашите нати го дај ми го, или она што го реков, моje мало гомна срало, твое мало гомна јало. Сега, во врска со изборите што се пред нас. На ниво на цела Македонија, значи, моје мислење е ВМРО ДПМН ќе однесе страшно голема победа. Некои прогнозираат дека ќе победи само во традиционалните општини кај што до сега победувал. Јас мислам дека и тие сметки малце ќе им се пореметат, ќе победи и општини кај што не победувал или помалце победувал до сега во историјата на досегашните локални избори што биле. Тоа ќе биде еден вид на потврда дека за јачината на сите останати кои што на разни начини се обидува, нели, да ги поматат сметките, евентуално да ја намалат или минимизираат победата на овие локални избори која што им се насмивнува на ВМРО ДПМН. Скопје ќе биде истата приказна за градоначалник на Скопје. Значи јас мислам дека кандидатот на ВМРО Орце Ѓорѓиевски, мислам дека се презива. Извинете ако погрешив со презимето, дека ќе однесе победа уште во првиот круг, без разлика што има најави од овие од левица, нормално си се јачаат, си овакво си се билда дека нешто би можеле да направат, дека ќе влезат у втор круг и она. Мислам дека во првиот круг уште ќе биде решен победникот. Од друга страна, знаејќи ги какви се нивото на свест кај нас, мислам, на политичарите, на партиите, на сите нас, може би најпаметно и секако најкорисно е може и да победи градоначалникот од владеачката партија, од проста причина што така ќе има цело време ветер у грб, поддршка за се она што го сака да го направи, што го ветува и што е добро, а што на некој начин ќе го подобри животот на граѓаните во Скопје и нормално ќе го направи животот поздрав. За жал на такво ниво на свест кај што едноставно ако ја немаш поддршката на владеачката партија, дури за на локално ниво, постои можност во голема работа да ти се искомплицираат нештата и да не можеш да направиш ни 30%, ни 20% од она што си ветил и она што си замислил со град Скопје. Што се однесува до другите општини, мислам дека најголемата борба ќе се води во Карпош. Кандидатот на ВМРО Сотир и Стефче
Мислам дека тука ќе биде најголема борбата. Стевче во предност би рекол, барем по што следам некои анкети, што следам некои вака луѓе што прават муабет вака по мало, што и нормално остел свој печат во Карпош, 2 мандати колку беше тамо, и луѓе како што гледам има доста задоволни и понатаму, јако Карпош да се разберем има проблеми големи, но се надевам дека исто ќе биде тоа интересна борба, таа нема да се одлучи мислам до самиот крај, па да видиме што ќе се случи. Стевче мислев дека нема да се кандидира пак, но излезе дека влезе со баш онака со голем ентузијазам и жар во градоначалничката трка. Тоа ќе биде интересен момент, интересна трка, онаа во центар исто така. Таму исто ВМРО по она што го гледам, што може да има проблеми, тоа е општина која што традиционално некако не е наклонета кон ВМРО ДПМН, нормално тука е Чаир се знаат, Чаир е малте не за жал ќе кажам друга држава, тамо на друго ниво некои други кандидати се борат. Македонците се безгласна буква, мислам тие што остана неколку души од Чаир, не знам колку се. Сарај. Истата приказна и сега да не редам, но генерално голем дел од општините во Скопје ќе ги земе ВМРО ДПМН и нормално и градоначалничкото место се објективно да збориме ќе отиде во рацете на Орце. Прашањето е што после и како после. Затоа беше оној мој апел од почетокот на ова моје обраќање, дека без разлика дали победил некој од знам во центар или од појма неам од СДС, или појма неам ако Стевче победи во Карпош, или овој тамо, или некој вамо, или ова. Апел да се даде поддршка на сите, оти најпосле на крајот, што викаат американците, на крајот на денот сите страдаме, доколку работат суетите, доколку цела држава, сите партии не се стават во положение на подобрување на животот во општините, без разлика кој е градоначалник. Ако не го разбереме тоа, и ни се случува оно што ни се случува до сега, да секогаш се наоѓа некој што од X причини, лични, партиски, приватни, како сакате кажете ги, не само што со тоа што блокира, со тоа што му ги врзува рацете на одреден градоначалник, ако не е од неговата партија или од неговата коалиција, си прави штета прво себе, на својата фамилија, а после на сите граѓани. И ако тоа не го сватиме, како да ви кажам, до тука ни било пишано. Уште еднаш исто апелирам, пошто нели кампањата е во ек, не се занимавајте, ова као кандидати беше се за градоначалници, не се занимавајте со себе и со она, ово е рекол вака, ово не рекол вака. Граѓаните тој не сакаат повеќе да го гледаат и слушаат. Фокусирајте се на себе, на својата кампања и на она што сакате да го направите, тоест на вашата програма. Тие оцрнувања, тие, како да кажам, ваши камарили за дифамација, за црни кампањи, за спинови, барем сега за време на локалниве, одложете ги, па употребете ги на следните парламентарни. Ама како да ви кажам, локалниве ни се поважни за реален живот, како да ви кажам тоа за да ме сватите. Затоа што директно тогаш као граѓани, као поединци се соочуваме со проблемите ако не се решат.
кога ќе излезеш надвор, со сметот што го гледаш, со депонијата ако гори, со дупките на улиците, со не знам преполните контейнери, со не знам скршените клупи, скршените канти за ѓубре. Па овој намерно не доаѓа да чисти контейнери затоа што не му се свиѓа градоначалникот на таа општина. Па овој не знам што, па овој не знам што. Нивото на свест не прави она што сме. Нели го кренеме, нели вие како политичари не го кренете тоа ниво на свест, а тоа ќе го направите ако еве барем за локални која се избори, да не се занимавате со рекла казала, со оцрнување на противников, со ова, играјте фер и нека победи подобриот. Тоа само можам да кажам. И тоа сакав и преска да кажам, и ова ќе биде исто така овие локални избори големо отрезнување за јеби го, ако до сега не се отрезнија, сега па ич нема да се отрезна. Големо отрезнување ќе биде за Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека ќе паднат и под нивото на минатите парламентарни избори, далеку под таа граница ќе паднат, што ја досегнаат тогаш. И тогаш ќе сватат ова што сега го зборам, колку всушност негативно влијаја кај народот, кај гласачите со своите црни кампањи што ги правеа токму против ВМРО-ДПМНЕ и искористувајќи разни било какви немили настани да се дифамира, да се оцрни нивниот противник. Така што ова ќе биде големо отрезнување, оваа нивнава кандидатка за Скопје ќе доживее дебакал. И ако ова не ги отрезни, да ја сменат својата реторика, својот наратив, своите ставови и кон државата, и кон својата политика, и кон надворешната политика, и своите светогледи како ја гледаат Македонија. Понатаму, она што ќе го доживеат на следните парламентарни избори ќе биде Хирошима. Ето толку, па се гледаме некоја друга прилика. 2000 years later.